Со нова систематизација и реорганизација во сите здравствени организации, министерот за здравство Фатмир Меджити ќе го решава проблемот со актуелниот недостаток од медицински кадар. Но ние се стремиме и ќе работиме кон тоа за секојаш да поставиме еден темел, базамент, значи организација ќе ни треба воопшто во целото здравство, што го кажав, голем рез, реорганизација и нова систематизација дури во сите здравствени организации. Сдруженијето на медицински сестри со позитивен став на министеровата најава за како што велат деценискиот проблем со неадекватниот третман на медицинските сестри според сегашната систематизација, бидејќи суштината на проблемот е токму тука. Имате една комфортна зона во додаток на сестрите со високо образование, каде што се уште не се искланирани, не се поставени на местата со решенија и со коефициенти кои би оделе нели на поставување по коефициентот како што треба. Систематизацијата кога ќе се донесе структурно врз основа на потребите, таа треба и да биде така и потполнета. Над половина од потребната бројка од медицински сестри не достигаат на Македонија, тврди Бишлиоска, истакнувајќи ги како што вели поразителните бројки за актуелната состојба. Неофицијално има околу 8000 медицински сестри, дополнително со сродните наши струки од типот на физиотерапевти, рентген технолози, лаборанти, може би сме над 11000. Тоа според стандардите на потребите на жителите кои што предвидуваат, значи на 100.000 жители 7.000 до 8.000 медицински сестри, зборува за тоа дека ако сме ние со последниот попус 1.900.000, дека имаме некои нецели 50% недостаток во болниците. Настојувањето платите на медицинските сестри да се отргнат од прагот на минималната плата и да се врати поранешниот сооднос со лекарската плата од 1:2 е приоритет за Сдруженијето во настојувањето за враќање на достоинствениот лик на медицинската сестра во македонското здравство. И тоа во време кога се одбележува меѓународната недела на медицинското сестринство.